Види, прашањето е Види, до која вака оваа држава. Не е до кога вака. Затоа што ако се познавате, сте се знаели фамилиарно, тоа се обидувам од тебе, нели да го излечам новинарски, да го дозна. Фамилиарно. Се познават. Јасно. И до кога оваа држава македонец со македонски си вадат очи? Значи, он од мене лошо не видел ништо. Еве тврдам пред сите гледачи. Разрешен сум со 2 збора. Се разрешува директорот на на затвор Скопје. Иначе сум избран преку оглас, сум мандат уште 1 година и каде што сум на одмор до 15 август. Значи они би можеле тебе да те разрешат ако сакале да биде се по процедура тек на 15-16 август. Така. И вака не, планираш да ги тужиш? Затоа што реално имаш уште година дена мандат, разрешен си незаконски, би требало да тужиш. Па таму како што идеше на форпа на извештајот од влада, викаше дека е разрешен директорот на затвор Скопје Филип Андов поради неправилноста во работењето. Сега треба да... Ама без констатирана неправилност. Во самиот закон за извршување на санкции треба за да те разрешат, да ти укажат први неправилност. Да. Ако не ја поправиш неправилноста, тогаш може да те разрешат. Значи треба да ти укажат. А кој укажува? Мислам има некоја комисија или комисија, да. директорот дојдат, еве моментално е затечена таква и таква неправилност, ти даваме временски период од толку и толку време да го отстраниш, ако не, може да те разрешуваат. Кај мене ни има укажување на неправилност, ни така. И сега, види, практично ја ако добро разбирам, сега Пандов кој да отишол после твоето разрешување, ако затекнал некоја неправилност, ти не си одговорен. Да. Па Логиката вика тоа. Затоа што ти више не си бил директор, немала привремена тогаш управа, никој не е виновен ако имало неправилност дека си ти у тој вакуум период кај што си разрешен, а не е назначен нов. Значи нов е назначен више директор. Добро. Значи одговорноста би паднала на него. Значи во моментот кога се назначува од владата ново лице, мене ме разрешуваат, више од тој ден, мислам службен весник, не знам како излага, му се дава одговорноста на него. Ново назад, Добро. како што сум ја на одмор, виште од 6 или 7 овој месец, Добро. имам ја дадено ингеренци на заповедникот на затворска полиција, каде што он е одговорен на целиот затвор. Те менува практично. Да. Добро. И он решава за сите недоследности или операции каде што треба да се извршат. Значи ја немам одговорност. Ја и да сакав нешто да направам во петокот кога дојде директорот на Увид, не можам зашто сум на одмор, требаше да се вратам да го прекинам, а не бев во државата и тогаш да Кој петок беше? Која дошол он? Па мислам дека на 19-ти, ако не се лажам, да. Ти беше разрешен тогаш? Не. Тогаш бев директор, но бев на одмор со решение. И како се водев на одмор, така на вечер негде околу 12 сат, само добив позив од заповедникот дека е дојден директорот на санкции со уште 2 Што би рекол Пандов женички. женички. Да, И инспектор. уште една особа, дали му е шофер, не знам што, да прават увид. Фала многу, слободно. Толку беше разговорот. И утре дента излегов со некои изјави по медиумите, но и одблизу не, али ја разбрав целата ситуација како се одвивало тој. Значи практично го може да заклучам сега еве на кратко. Те разрешуваат додека си на одмор. Во меѓувреме Пандов ствара приказка дека има некакви недоследности, иако недокажани, бидејќи за да се докаже треба да има некакви записници, треба да има истрага, вештачење и така натаму. Пандов ствара во јавност перцепција дека има недоследности за да даде некоја, да речеме, некоја алиби на владата да те разреши незаконски и те разрешува. И сега, ама пак останува на крај на денот, останува да важи законот, без разлика на нивните пиар шеми, дека
разрешување на именуван, или ти си назначен Не, јас сум по оглас. по оглас, Да, бирам. додека си на одмор и додека ти трае мандатот, е незаконски. Незаконски. И се треба да ги тужиш. Ќе ги тужам. Значи, А зошто им се брзаше толку да те смени? па сега не ме смени само мене тој ден. Само остана директорот на Идризо, другите сите ги сменија. А за Идризова нема кога да најде, таму им има одбиено. Па не знам, сега не можам да Да се шири таква да, приказна, да, појавност. не можам. Не добро, ама еве да речем што беше толку итно у затворите да се менуваат луѓето? Што беше толку има не постои нешто, некоја не знам, политичка моќ ако си директор на затвор? Па мечка како да ти кажам, во затвор директор да си е одговорноста на тебе да го функционираш тој затворски систем. Да. Кај мене имаше притворски и затворски систем. Да. Моќ, позиција на моќ, политичка немаш никаква. Ти си одговорен за тие притвореници и затвореници. За куќниот ред у За затворот. куќниот ред, таму има куќен ред и Да. тој се поштува и по него секој како што ќе дојде мора да работи. А зашто му се брзаше на Пандов и зашто такви небулози Па не само на Пандов и на владата. ни на владата сам такви небулози, не знам, треба да побарам прашање, ќе прашам ако има некој да ми каже. ќе Јас ми се каже. сеќавам кога на пример СДСМ ја превзема власта 2017 година. Имаше директори, имаше на функционери кои што по година дена остануваа на функции, не ги менуваше таа влада на СДСМ за да не ги смени незаконски, за да не направат, Така е, така. затоа што после ќе се тужи државата ќе Така, треба да плаќа дуго, одштети и така така, натаму. тие што беа веде се менуваа прилично побрзо, тие што беа избрани на конкурс, се чекаше Да заврши мандатот. нивниот мандат и да се Да. дојдат нови луѓе. Па Мицкоски беше сменет негде у август, А септември Вибисковски 2017. беше сменете, многу време останало. Тука 4-5 стварно месеци без беше. објаснување. Ама не, мене, види, вие, еве у кампања, прилично е близко кампањата беше, Добро. они у кампања ветуваа правна држава, владење на право, владење не знам на какви принципи, концепти, вака ќе биде, така ќе биде, подобри ќе биде, ти реков ми речи испаѓа сега од тако шијашко тирање, не ги интересира ништо. Позиција на сила, го разрешуваме Филип, не ни се свија, ќе ставиме наш човек, ама ќе плаќа државата, сега треба да ти плати државата, кога ќе тужиш ќе ти плати пенали. Не е само разрешување на Филип, Не, да, сега ти си... на него давање такви небулозни изјави каде што ми пакува човекот затвор. Сака да ме затвори неосновено, ме шири такви дезинформации во јавноста, што стварно се чудам од каде и Не што може он никога да затвори, брат. не он да затвори, Добро. него секој нормален граѓанин, она што го презентира он и тоа што Да. се слуша, стварно си вика дека не е безбеден. Мене тоа ми беше интересно, Ја да. не знам од каде. Вика одговорно тврдам, ќе го цитирам Пандов. Одговорно тврдам дека таму се правеле кривични дела. Таму се правел криминал. Нека одговорно нека докаже. А зашто него, на пример, имаш пуштена тужба за клевета? Сега со правниот тим се работи, завчера се врати во Да. Донор. Секој настап ќе му го следам, што ги даде тие изјави по медиуми што правеше циркус, Да. магло у ветар што ширеше и точно ќе скоцкаме на како што треба тужба. Ќе чекам први ни, мислам дека и поднел он во винителство, може и кривична тужба за лажно изјави и лажно 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 пријавување. се- пријавување, па ќе видиме после, ќе се докажуваме на суд кој е кој како трела Да. работата. Ај само да те вратам малце назад. Со Пандов се познаеш лично? Ние со Пандов сме комши на 200 метри од куќа до куќа. Цел живот предпоставувам се знаеш. Се поминуваме, Здраво сте си викале? сме си викали. Некогаш може и дружба паднала. Па не, Помало. постаре со брат ми може дружал, Мгм. со мене не. Не. Добро, и од кај овој анимозитет сега на што е? На партиска основа, Па, на политичко, што е сега да се денови- докаже што? Деновиве така си размислувам. Ја таа фамилија, како да ви кажам, има еден господин таму што сум му благодарен и што е врвен стручњак и доктор.
каде што сум мислел малце поинаку за целата фамилија, не да не го мешам него. Стварно не знам од каде излага овие сите обвинувања, овие целокупна таа Нема тоа зборува. негативна пропаганда спрема мене. Дали за ефтини политички поени, дали сака да се докаже у неговата партија дека ќе го Да. еве полагам на Сокол, Да, ќе види кој е, како е, јас сум сега ќе Да. не знам, стварно не можам да разберам. Не, види, прашањето е Види, до која вака оваа држава. Не до кога вака. Затоа што ако се познавате, сте се знаели фамилиарно, тоа се обидувам од тебе, нели да го излечам новинарски, да го дозна. Фамилиарно. Се познават. И Јасно. до кога оваа држава македонец со македонски си вадат очи? Значи, он од мене лошо не видел ништо. Еве тврдам Јавно, пред сите гледачи. Ни видел, ни лош збор слушнал. Он со мене зашто толку се замара и толку ме напаѓа неосновано. Тоа не знам, прашајте го него. Ама ова вака нема да остане. Еве ви тврдам. Зашто? Зашто ја 3 години и 8 месеци сум работел во затвор Скопје. Директор. Нема петок таму, нема сабота, нема нова година, нема одмор, нема Великден, нема. Со едно око сум спијал, телефонот само вртел, проблем ова, проблем она, проблем она. Таму цела одговорност, кој кажа, директорот кажа. Напред сум идел, пред сите. Затворска полиција, прашајте и тоа кој ги решал проблемите. Не сум оставил палење на коли. До душа само пред години и пол, две, една кола е запалена на вработен од затвор Скопје. И тоа се знае, мислам, истражните органи се во тек. Со други проблеми ни биле влечени, биле тепани никој. И да дојде некој за 10 дена толку жестоко да нападне, сум правил криминали, сум се јаоел. И една работа нема да заборам. Ама ќе ви кажам тука во студиото. Тоа ми падна најтешко. И ден денес ми е тешко, нема од глава не ми излагат, ми зујат тие зборови. Затворски полицаец, затворено лице дошло на затворски полицаец со телефонот. Еве го Сокол, од оваа страна е, сум му дал пари, ај куче едно, мрш од тука и тој со солзите си отишол. Такви измислици. Повикувам сите затворски полицајци да каже кој бил тој ли, зашто сега за малце погодности и таму може све да измислуват и да пишуваат. Нека кажи, нека го донесе тој затвореник, што е, ја ќе отидам, ќе му речам, еве ти уклучат, затвориме. Лично и персонално. До толку се вознемирував од тие приказни негови. Тоа сење, сите небулози, таков говор, таква омраза, фашизоидна спрема мене, ја не знам, стварно не знам. Не, види.